Еве сме во општествена сцена, наш гостин ова утро е професорот Људмил Спасов. Добро утро, добро дојдовте. Добро А утро, штом ве добро гледаме вас, сигурно се работи за јазикот и точно 21 февруари е Меѓународен ден на мајчиниот јазик, прогласен од УНЕСКО, и кој што всушност неговата суштина е во тоа да биде символ на толеранција, на културна разновидност и така натаму. Вие вчера во Институтот за македонски јазик веќе го одбележавте овој ден, но дали вистинските пораки ги испративте? Да се надеваме дека се испратени. Најважен е поттикот дека треба да бидеме свесни дека во оваа држава и воопшто во целиот регион и воопшто во цела Европа постојат многу јазици кои што се официјални и неофицијални и кои што ги нарекуваме мајчини јазици. Тоа значи оној јазик кој што прв е прозборен во детството. А тоа ја покажува разновидноста, културната разновидност, општествената, па и политичката разновидност на нашиот континент. Се надевам дека е добро одбележено. Најважен е поттикот дека треба луѓето да станат свесни дека околу нив се зборуваат многу јазици кои што претставуваат едно културно богатство. Интересна е историјата на овој ден, бидејќи всушност УНЕСКО го прогласил овој ден за Меѓународен ден на мајчиниот јазик откако во 1952 во тогаш новата пакистанска држава биле убиени студенти кои протестирале против тоа јазикот урду да стане единствениот официјален јазик во државата. Тоа е таа различност и што сака да ја промовира, тоа е таа порака за опасноста на тоа да се инсистира само на еден јазик. Значи, инсистирањето на еден јазик е една работа која што се одвивала во текот на 19-тиот, можеме да кажеме и крајот на 18-тиот и почетокот на 20-тиот век, барем првата половина, тоа е периодот кога се создавале нации. И се сметало дека идеален модел треба да биде еден народ, еден јазик, една држава и една управаната во рамките на таа држава. Меѓутоа, се покажало дека тоа е невозможно, практички во целиот свет, особено нели во Европа, каде што во претходните периоди се живеело во градови држави и луѓето се мешале меѓу себе, се движеле од економски и од други причини и така натаму. Инсистирањето на еден јазик довело до многу тешки последици во овој наш континент. Довело до многу војни и многу е чудно да речеме дека јазикот може да биде причина за војна. Точно е дека јазикот не е главната причина, не е основната, туку јазикот е само покритие за војна, за убивање, екзодуси, геноциди врз определени заедници и така натаму. За среќа светот стана свесен дека во ова време не може така да се постапува, дека не треба да гинат луѓе, не треба да се бркаат луѓе затоа што зборуваат некој поинаков јазик и дека треба да се почитува другиот во целата таа културна и политичка историја на една заедница. Од таму мислам дека ова е многу успешен потек и дека се повеќе како што следам и по интернет наоѓа своји приврзаници дека јазикот на другиот треба да се почитува. Основно во овој празник е да се почитува, значи нагласувам уште еднаш, јазикот на другиот, оној што не е како мене, оној што не го зборува мојот јазик или го зборува како втори јазик и дека има право да го зборува својот прв јазик. Добро, да се вратиме сега кај нас овде. Дали се почитува јазикот на другиот, односно во каква состојба се мајчините јазици? Ние имаме повеќе јазици, сме мултилингвилна заедница. Во каква состојба се тие, професори? Значи, ние имаме многу јазици овде, на еден мал простор, релативно мал простор. Ако зборувам само за Северна Македонија или ако зборувам за целото подрачје, географско подрачје Македонија, имаме многу јазици, многу култури. Зошто? Можеме да се вратиме во античкиот период, бидејќи овде се фактички главните патишта вија Игнација или Егнатија, кој што го повезувало Рим со Константинопол. И тука се одвивали процеси на економска
на економски живот, на развиток на економијата, најнапред кога се градел тој пат, па потоа кога се одржувал тој пат, па потоа кога се создавале трговски и секакви врски на тој пат. Така што тоа сме го наследиле. Меѓутоа, сите ние овде сме поминале низ тој период кога не сме го почитувале јазикот на другиот, особено јазикот на помалите заедници, и тие немале некој друг излез, освен да се адаптираат кон поголемата и постепено да го забораваат својот јазик. Навистина, ако чепкаме по минатото или по сегашноста, по нашата сегашност, секој од нас, дословно, секој од нас ќе најде по некој корен дека некој негов предок зборувал некој друг јазик, а сега не зборува македонски, албански, бошњачки и сите тие јазици што се во во уставот и така натаму. Но дали тоа треба да го заборавиме? Луѓето намерно го забораваат. Зошто? Затоа што како припадници на некој малцински јазик или на другиот јазик не можеле да станат рамноправни граѓани во заедницата каде што се зборува мнозинскиот јазик. И требале постепено да го забораваат своето минато и тоа го правиле свесно или несвесно. Повеќе свесно и дури и се срамиле на некој начин од своето минато. Ние не сме го решиле тој проблем. Се уште. Но, многу е добро што го даваме поттикот кон решавање на овој, да речам, прашање или проблем, за некоја си поубава замислена и ни на кога јазикот на другиот не е мој непријател, туку напротив, мој пријател. Сега, како што е поделеноста голема во општеството за некои други различни општествени прашања, така е и околу јазикот. Многу ваши колеги, лингвисти, професори, не би се согласиле со вас, бидејќи мислат дека македонскиот јазик се наоѓа во опасност пред истребување, исчезнување и така натаму, и дека премногу права им се дава на јазиците на другите заедници. Ова прашање што го поставите е многу сложено. Значи, од една страна можам да мислам дека или можеме да зборуваме за тоа дека македонскиот јазик е во опасност и се губи од домашните јазици, премногу права на другите јазици, да го споменам сега албанскиот јазик и потоа сите други, турскиот, влашкиот, српскиот и така натаму, да ги редам оние што се под уставот, во рамките на уставот, но има јазици кои што не се во уставот, например хрватскиот јазик, кој што заедницата, хрватската заедница овде во нашата држава се обидуваше да го стави својот јазик во уставот и не успеа. Точно е дека луѓето се делат на такви што го сваќаат светот на различностите, го прифаќаат и сакаат да живеат во тој свет, и луѓето кои што не сакаат да живеат во тој свет, кои што идеалниот свет го замислуваат само како монолитен, еден свет, а така се делими во нашата струка. И јас сум од тие, можеби од моето домашно воспитание, од моето образување и така натаму, дека светот го сваќам како мултијазичен, мултикултурен и како таков ми се допаѓа. Ова прашање не може да се реши, не може да преовладее едното мислење, меѓутоа добро е кога постои ова мислење според мене, кога постои ова мислење дека светот е или нашата држава е мултијазична и мултикултурна. Мене не ми пречи ако некој друг зборува на друг јазик, кој што е негов мајчин јазик и кој што сака да се истакне себе си во општеството со другиот јазик. Мене лично не ми пречи тоа, напротив, ми помага тоа да ја создадеме нашата заедница. И сега да не заборавиме дека, бидејќи историски, ова парче на Македонија, што го именуваме како северен дел од географската област Македонија, имала многу тешко минато, имала многу моменти на окупација, револуции, гонења, убивања, тежок живот и така натаму, меѓутоа фактот, политичкиот факт дека историско политичкиот факт дека во крајот на 19 век се одело и од наши деци кои што се сметале себе си за македонци, се одело кон една мултијазичност и мултикултурност, доведува до вакви решенија кои што денес ги поставуваме и кои што мислам дека се прогресивни и дека се многу паметни.
Добро, вие сте председател на Советот за македонски јазик, кој што овие изминати месеци имаше своји предлози за измени на Законот за употреба на македонскиот јазик. Немаше доволно време, би рекла, да дојде на седница на собрание и тоа да се оствари. Што ќе стане понатаму? Дали и понатаму ќе инсистирате? Ви имавте интересни решенија, имавте и своји противници нормално на ова со аргументи, бидејќи се одржа и јавна расправа. Што ќе се случува понатаму со овој закон? Значи се одржа практички две јавни расправи. Законот е готов и тој е сосема нов закон за употреба на македонскиот јазик. Неговата, што беше идејата, што е идејата на овој закон? Идејата на овој закон да го направи, да го поттикне правењето на македонскиот јазик европски стандарден јазик, бидејќи нашата држава за среќа се наоѓа пред големи интеграции, нели, пред НАТО и пред ЕУ, а во овие интеграции секој јазик национален, службен, државен е официјален јазик во ваквите организации. Тоа е едната работа. Втората работа да се поттикне, да се поддржи материјално, што е многу важна работа, изучувањето на македонскиот јазик, на неговите дијалекти, на неговата историја, на неговата разновидност, а покрај тоа и на другите јазици во нашата држава и на поширокиот регион, она што го нарекуваме условно речено балканистика, и трета работа да овде во нашата употреба, овде во употребата на нашиот јазик да го нормираме, односно да постигнеме колку што е можно во човечкиот свет совршенство. Нема да отстапиме, законот си го оди својот пат, значи поминува низ повеќе филтри правни и секакви, и се надевам дека по изборите ќе дојде на собраниска седница и ќе биде прифатен. За жал, од дел од нашата средина кои што имаат поконзервативни сваќања не се прифати овој закон, затоа не се прифати и беа големи отпори од неколку причини. Едната од причините беше зошто овој закон се го почитува законот за јазиците. Значи, да го нема законот за јазиците, да е тоа можно сега. Мислам, тоа е глупост невидена. Втората работа е отворањето на лекторати, тоа значи на изучување на македонскиот јазик на странските универзитети, особено во околината, во нашето обкружување. Под наше обкружување сваќаме и Италија, нели? Да. И Романија од другата страна. И отворање на можност да се изучува македонскиот јазик во културните центри во рамките на нашите амбасади во странство. Сигурен сум дека ние ќе успееме во нашиот потврд. Законот е целосно готов, дури е лекториран, што е многу важен момент. Меѓутоа, отпорите дојдоа не од зборувачите на другите јазици, не од албанците, турците и другите, туку дојде од самите македонци, и тоа многу ме боли. Добро, имаме уште веројатно многу теми за разговор. Јас ве очекувам повторно да дојдете во утрински брифинг, а за сега ви благодарам што одвоивте време и бевте ова утро со нас. И јас ви благодарам на поканата.